Виница се уште е на листата на градови од истокот кој има значителен процент на ромско население без основно и средно образование. Од анкетираните 1356 жители без основно се дури 423, а со завршено средно само 70, вклучувајќи ја и последната група од проектот Бесплатно образование за ромите, во кој диплома за средно стекнаа 28 роми. Меѓутоа, општината не застанува овде. Деновиве градоначалникот Емил Дончев подпиша меморандум за продолжување на соработката со Ромскиот едукативен фонд, како главен финансиер на проектот за бесплатно образование на ромите. Вчера се одржа средба и во Средното општинско училиште Ванчо Прке. Така како што споменавте, овој проект за втор пат се реализира во општина Виница. Првиот пат беше само со средно образование за возрастни, но овој пат вклучуваме и нова компонента, тоа е образование за возрастни, но за основно образование. Во проектот ќе бидат вклучени вкупно 80 ученици од целиот регион, од кои 40 за средно и 40 за основно образование. Поточно од Виница ќе имаме 22 ученика за средно и 15 ученика за основно образование. Во склоп со образованието за воледни ученици, учениците ќе имаат секој месец дополнителни часови, подготвителна настава и секој месец ќе полагаат по 3 предмети. Имаат план и програма за спроведување на активностите. Така се очекува проектот да започне од 1 јуни оваа година. Општина Виница ќе го финансира до образувањето на вкупно 10 ученици, 5 за завршување на основно и 5 за завршување на средно образование. Вкупната финансиска конструкција на ниво на регион се заокружува на 106.000 евра, од кои 80.000 евра се на Ромскиот едукативен фонд, а останатите се заедничко учество на општините Виница, Берово, Делчево и Пехчево.